Најави за денешните настани. Со проектот Свинишки извори ќе се подобри водоснабдувањето во Охрид и ќе се преполоват сметките за струја на водовод. Поголем дел од автопатот Охрид-Кичево ќе биде ставен во функција до почетокот на летната сезона. Десетгодишниот активизам за ретките болести ќе се одбележи со меѓународен симпозиум. Општина Охрид ќе одбележи 1010 годишнината од смртта на цар Самуил. Паркирај совесно, паркирај одговорно. Превентивна активност на СВ. За најавените содржини ќе ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес по свежото утро во текот на денот имавме умерено облачно време со сончеви периоди. Во попладневните часови зголемена облачност која што во доцните вечерни часови ќе услови слаби врнежи од дожд. Максималната дневна температура изнесуваше 23 степени Целзиусови. Во петок во централна, источна и југоисточна Европа, како и во поголем дел од Апенинскиот и Балканскиот полуостров, ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Во останатите предели од стариот континент ќе доминира поле на висок воздушен притисок кој што ќе условува претежно сончево време со појава на локална облачност. Утре на Балканскиот полуостров ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Ќе биде ветровито и посвежо. Во крајните јужни и источни предели претежно сончево време со појава на локална облачност. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 13 до 28 степени. Во Македонија во петок ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Во попладневните и вечерните часови во северозападните, западните и југозападните предели се очекуваат пообилни врнежи од дожд, локално и до 20 литри. Ќе дува до умерен, засилен југоисточен и југозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 40 км на час. Утринските температури ќе се движат во интервал од 9 до 18 степени, додека пак максималните дневни температури ќе достигнат од 19 до 29 степени. Во Охрид во петок ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со пообилни врнежи од дожд. Ќе дува засилен југозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 35 км на час. Минималната температура од 13 степени, додека пак дневната ќе достигне до 24 степени. Во Охрид во сабота и недела ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Ќе биде ветровито и посвежо. Минималната температура од 12, односно 9 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 21, односно до 17 степени. Во понеделник по свежото утро со температура од 8 степени, во текот на денот ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност и дневна температура до 19 степени. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и навреме пренесените информации кои отсликуваат тимската работа.
Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Ана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Ана Бела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Охрид располага со мал фонд на извори на питка вода, која што ја добива по пат на гравитација. Водоснабдителниот систем е конципиран со пумпање и препумпување на водата, што значи големи трошоци за електрична енергија. Решението е во реализација на дамнешната идеја да се донесе вода од свинишки извори со цевковод толк 25 км. Проектот Дувло вреден 8 милиони евра е во завршна фаза, велат од јавното предпријатие Водовод Охрид. Водоснабдителниот систем на Охрид генерира големи трошоци за електрична енергија, бидејќи поголем обем на вода се обезбедува со пумпање и препумпување, а помал дел по пат на гравитација. Дамнешната идеја и иницијатива на јавното предпријатие Водовод Охрид во соработка со општината за донесување цевковод по пат на гравитација од така наречените свинишки извори сега е во понапредна фаза. Се работи за проектот Дувло кој предвидува цевковод во должина од околу 25 км, а издашноста на тие извори според мерењата во најсушниот период е околу 250 литри во секунда. Ќе биде од голема помош и за јавното предпријатие, прва работа во делот на заштедата на електрична енергија, бидејќи ќе добиваме вода по гравитација, ќе добиваме изворска чиста вода, која што ќе го подобри, да речам, и така добриот квалитет на водата која што ја конзумираат граѓаните на општина Охрид. И втората придобивка од тој проект е алтернативата да Охрид се водоснабдува уште од едно место во случај на некаква појава на дефект или некаква хаварија на постојниот водоснабдителен систем од пумпната станица во Метропол. Во туристичката сезона во водоснабдителниот систем се внесува вода од Охридското езеро. Трите пумпи кај Метропол од 50 метри длабочина испумпуваат околу 100 литри во секунда вода која понатаму се пречистува со мрежести микрофилтри, се хлорира, а потоа се дистрибуира до потрошувачите. За нормално снабдување со вода во најголем дел од годината, на Охрид му се потребни околу 300 до 350 литри во секунда, додека во туристичката сезона, кога се дуплира бројот на луѓе во градот, потребни се и до 700 литри во секунда вода. Таа количина не може да се добие од изворите и бушотините, односно бунарите на вода, кои ја намалуваат издашноста од година во година, а пумпање вода од езерото е скапо. Летничките извори од година во година издашноста нивна е постојано се намалува, поради можеби и климатските услови. Ако некаде било во најдобрите години околу 140, 150, 160 литри во секунда во зимскиот период, сега имаме во лето некаде максимум до кај 100-120 литри, а во летниот период тој процент, односно таа количина на вода се намалува до некаде до 30-40 литри во секунда. Имајќи во предвид во последните 2-3 години енормното зголемување на електричната енергија, а водоснабдувањето е директно врзано во Охрид со пумпање и препумпување, некаде до 70-80% се повисоки трошоците за електрична енергија, откако тоа би го имале по гравитација.
Со проектот Дувло се очекува до 7 месеци во годината максимално да се користат свинишките извори, а во летниот период дополнителната количина да се обезбедува од постојните извори, така што проценката е дека ќе се преполова трошоците за електрична енергија. Проектот вреден 8 милиони евра е во завршна фаза. Од јавното претпријатие Водовод Охрид се надеваат за потребните финансии за реализација на еден дел од проектот, општината во јануари 2025 година да аплицира на новиот повик на владата за капитални проекти. Од отпочнување на проектот времето на реализација е предвидено да трае 3 години. До почетокот на следната летна сезона се очекува да биде ставен во функција поголемиот дел од автопатот Охрид-Кичево. Делот од Врбијан и Јарбиново до Охрид со мал прекин кај селото Ботун, рече денеска вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски. На пресконференција по повод 100 дена од новата влада, Николовски информира дека кредитот за реализација на овој проект е ефективен и средствата се одобрени. Успеавме со Синохидро да се договориме да се повлечат од арбитража и на тој начин Македонија спаси 50 на милиони долари кои што потенцијално можеше да ги изгуби на арбитража во Париз и се договоривме да ја забрзат динамиката за работа. Во изминатиот период го изменивме правилникот и овозможивме прилагодување на рецептурата за асфалт, со што веќе првите резултати се гледаат и интензивно се работи на делницата Кичево-Охрид. Она што исто така сакам да го споделам за јавноста е дека конечно се ефектуираше анексот 6 кој што беше подпишан 2023 година, а тоа е за дополнителните средства кои што се потребни за изградба на автопатот Охрид-Кичево. Треба да знае јавноста дека тој анекс бил подпишан претходната власт, но не бил ефектуиран и средствата не беа на располагање и изведувачите последно имаа видено пари минатиот ноември. Од минатиот ноември до денес не е ништо платено, што ќе се согласите кој би работел една година без пари и да не му се плаќа тоа што го работел. И тоа е една од причините што Охрид-Кичево е така заглавен. Конечно во комуникација со Ексим банката успеавме да ја завршиме целокупната документација, која што не беше лесна, особено што претходно година дена не се работело ништо. И добив информација минатиот четврток дека конечно кредитот е ефективен, средствата се одобрени и очекувам веќе од 7 октомври да се стават на располагање на изведувачите, што дополнително ќе зголеми динамиката на изведба на автопатот Охрид-Кичево. Во таа насока правиме измени на Законот за експроприација во делот на оставински постапки, кои што се навистина голем проблем за реализација на инфраструктурни проекти. И со сето ова очекуваме до почетокот на следната летна сезона поголемиот дел од автопатот Охрид-Кичево да биде ставен во функција, односно делот од Врбијан и Арбиново до Охрид со еден мал прекин кај селото Ботун да биде ставен во функција. 10 години активизам за ретките болести, иницијатива и животна приказна на охриѓанката Гордана Лолеска. На светско ниво Охрид е на врвот по одржани настани за подигнување на јавната свест за ретките болести. 10 годишниот јубилеј на активизмот во Охрид ќе се одбележи со меѓународен симпозиум за ретките болести. 10 години активизам за ретките болести. Главниот носител на активностите е Сдруженијето Ретко еде си редок, а приказната е животната судбина на основачот на Сдруженијето, Гордана Лолевска. По 14 години талкање по здравствените институции, пред точно 10 години на незиниот син му била диагностицирана ретка болест, а од тој ден започна битката за подигнување на јавната свест за ретките болести. На моето дете му беше диагностициран Алпортов синдром. На тој 13 октомври всушност и мене ми се сруши целиот свет на глава, бидејќи јас до тогаш не имав слушнато што се ретки болести. Од тој ден започнав да се интересирам за ретките болести, да истражувам за нив, но и да ги послушам професорите од клиника, да почнам да работам како активист за ретките болести во Македонија. Така да во овие изминати 10 години, благодарение на моите сограѓани, благодарение и на
светските медиуми кои што ме пратат, на вистина Охрид стана на некој начин една престолнина на хуманизмот, меѓутоа и на одбележувањето на ретките болести. На светско ниво, Охрид е на врвот по одржани настани за подигнување на јавната свест за ретките болести. 10-годишниот јубилеј на активизмот во Охрид ќе се одбележи со меѓународен симпозиум за ретки болести. Организираме симпозиум со меѓународно учество во Охрид, на кој што ќе земат своје учество 15 еминентни професори од клиниките од Скопје, меѓутоа ќе има и доктори од Охрид кои што ќе се предавачи и ќе имаме предавачи и од соседството. Така да се надевам дека на еден така ќе се изразам, со овој научен собир ќе го заокружиме тој мој 10-годишен активизам и ќе допринесеме и многу доктори кои што се пријавени за присуство на симпозиумот да научат нешто повеќе за ретките болести. Во изминативе 10 години се почесто вниманието на јавноста е насочено кон ретките болести. Лолевска најавува дека ќе продолжи со активизмот. Веќе се подготвени новите 28 диагнози на ретки болести за кампањата Ги запознаваме ретките болести 2025 година. Општина Охрид ќе одбележи 1010 годишнината од смртта на цар Самуил. На просторот на Самуиловата тврдина утре 4 октомври со почеток во 12 часот со пригоден настан ќе бидат обележани 1010 години од смртта на цар Самуил. Во рамки на настанот ќе биде изведена драмата Херувимите на Самуиловата круна од македонскиот драматург Зоран Пејковски во изведба на детско драмско студио Цвет 75 од Охрид под менторство на Драгана Боцеска. Исто така предвиден е и музички настап на учениците од основното училиште Ванчо Николевски под менторство на Марија Крцовска и Маријана Крстановска. Настанот ќе го проследат учениците од 7-мите одделенија од општинските основни училишта. Доколку не постојат временски услови за одржување на настанот на простор на Самуиловата тврдина, истиот ќе се одржи во големата сала на општина Охрид во истиот термин. Паркирај совесно, паркирај одговорно. Превентивна активност на СВР Охрид. Одсекот за превенција при СВР Охрид вчера, 2 октомври, започна со реализација на сообраќајно-едукативната кампања Паркирај совесно, паркирај одговорно. При тоа, полициски службеници на повеќе сообраќајници во градот констатираа неправилно паркирани и оставени моторни возила на коловозните ленти, со што значително се нарушува нормалното одвивање на сообраќајот и се загрозува безбедноста на сите учесници во сообраќајот. Полициските службеници од одсекот за превенција на возачите им укажаа на сторениот прекршок, ги запознаа со дел од казнените одредби од Законот за безбедност во патниот сообраќај, според кој казната за паркирање на коловоз на крстосница формирана од две улици изнесува 180 евра, на тротоар е 45 евра, а на коловозна лента казната изнесува 40 евра. На возачите им беше поделен едукативен материјал со низа практични совети од областа на сообраќајот. Целта на кампањата Паркирај совесно, паркирај одговорно во соработка со Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот е подигнување на степенот на безбедностната култура кај возачите, а со тоа и подигнување на степенот на сообраќајната безбедност во патниот сообраќај. Кампањата ќе биде спроведена на целото подрачје на СВР Охрид, информира портпаролот на секторот Стефан Димовски. Акција за собирање кабаст отпад од урбана заедница Горна Влашка мала, населба Христо Озунов и Карабего мала. Јавното предпријатие Охридски комуналец информира дека во петок, 4 октомври, ќе организира акција за подигнување кабаст отпад, стар мебел, душеци, телевизори, шпорети, теписони и друго од урбаните заедници 10 и 6, односно Горна Влашка мала, населба Христо Озунов и Карабего мала. Граѓаните кои живеат во споменатите делови од градот, доколку имаат ваков отпад, треба уредно да го депонираат најдоцна до 7 часот на 4 октомври и преходно локацијата да ја пријават на дежурниот телефон 075 495 428, кој функционира секој ден во неделата во периодот од 7 до 21 часот.
Кабастиот отпад треба да е уредно оставен до контењерите или други пристапни места предвидени за подигнување комунален отпад, информираат од предпријатието. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Драма поради смртоносниот вирус Марбург. Момче и девојка кои се враќале од Руанда предизвикале паника во Германија. Полицијата во Хамбург итно ги евакуирала сите патници од возот кој стигнал од Франкфурт, а со кој патувале момчето и девојката за кои постои сомневање дека се заразени со Марбург вирусот, бидејќи за време на патувањето пројавиле симптоми слични на вирусот кој предизвикува треска, грчеви во мускулите, крваво повраќање и диареја, а стапката на смртност е до 88%. Тие биле студенти по медицина и додека престојувале во Африка, лечеле пациент кај кого бил потврден вирусот Марбург. Убиени се 6, а ранети се 10 мигранти, откако мексикански војници отвориле оган врз група од 33 мигранти кои патувале со пикап. Војниците отвориле оган откако возачот на пикапот се обидел да ја избегне воената патрола, соопштило Министерството за одбрана на Мексико. Мексико е под притисок од Соединетите Американски држави да го намали бројот на мигранти кои што пристигнуваат на нивната заедничка граница, поради што во мигрантската политика на Мексико расте улогата на војската во безбедноста на земјата. Министерството за одбрана на Мексико соопштило дека двајцата војници кои пукале врз мигрантите биле отстранети од своите позиции и дека федералните обвинители били известени, а воениот суд ќе спроведе посебна истрага. Тајфунот Кратон го погоди јужниот дел на Тајван со ветришта со брзина од 126 до 162 км на час, пропратени со силен дожд, при што загинале 2 лица се водат за исчезнати, а 100 се повредени. Училиштата и канцелариите на островот се затворени од вчера, 100 летови се откажани втор ден поред, а жителите беа повикани да се евакуираат. Тајфунот Кратон предизвика и привремени прекини на електрична енергија во 55.000 домакинства. Најмалку 16 лица загинале, а десетици се водат за исчезнати откако брод со околу 300 патници потонал во северна Нигерија, соопштиле локалните власти. Патниците, од кои повеќето биле жени и деца, патувале за прославата на роденденот на пророкот Мухамед, изјавил шефот на Државната агенција за помош во Нигер. Тој кажал дека храбрите локални нуркачи помогнале да се спасат околу 150 лица, без да прецизира што ја предизвикало несреќата. ЦИА објавила повик за регрутирање душници во Кина, Иран и Северна Кореја. Пораките за пријавување биле објавени на социјалните мрежи на мандарински, корејски и фарски јазик, оставајќи инструкции како агенцијата да се контактира безбедно. Од заинтересираните се бараат име, локација и детаји за контакт. Сад ги сметаат Кина, Иран и Северна Кореја за тешки мети кога станува збор за собирање разузнавачки информации, зашто во овие земји постои строго ниво на надзор. Сакаме да им дадеме до знаење на поединците во другите авторитарни режими дека сме отворени за работа, изјавил портпарол на ЦИА. Го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно.